Ова не е музеј, ова е место каде народната носија повторно се создава. Којсно е денес да ткае на разбој, а уште поважно, зошто некој млад би го избрал тоа? Првата и основна цел беше да се отвори таков дуќан, за да се покаже на јавноста дека разбојот не е изумрен или ткењето дека не е изумрено, бидејќи тоа е некој стереотип дека изумрено тоа го нема, веќе никој не ткае. Од таа реченица се роди револтот дека всушност уште се ткае и уште има луѓе и жени и мажи кои што ткаат и дома, во домашни условија, и ние како првиот дуќан исклучиво за ткање отвори. Почна околината да дознава, почна како друштво напред да дознава, нив да ги интересира. Тука во целата приказна влезе Сара, влегоа и други ликови, меѓутоа со текот на времето се пооткажа. Сара остана до крај и еве денеска едноставно нашата приказна продолжуваме веќе заедно во овие води, значи од детска некоја љубов и интерес, од основно училиште, 8-9 одделение до денеска, значи можам да кажам дека сме останале доследни на тоа што некогаш ме интересирало да го работиме денеска веќе не само како хоби, туку како професија. Секоја средба со дали нашињец, дали странски државјанин, дали е турист, точно тоа го докажува дека навистина сме направиле правата работа, а тоа е нивниот однос спрема нас и спрема нашата традиција, еве например да ги земеме странците, со самото нивно влегување, со самото нивен восхит на нашата работа што работиме и со самото тоа дека ние всушност сме единствениот таков тип што задржуваме традиционално ткање. Самиот лик, самата гестикулација на телото од нивна страна се чувствува дека се навистина изненадени, дека навистина им е драго што дошле и што не посетиле. Многу минува чисто така како ќе видиме дека се насмевнуваат, едноставно прават браво, дури од кола кои го поминуваат, застануваат, погледнуваат. Буквално се е тоа дека ние самата наша цел преминала во она нешто што ги задоволува не само нашите потреби за да го отвориме дуќанот, туку веќе и општествените потреби на тоа дека има ваков дуќан и дека се продолжува традицијата и дека се продолжува ткењето. Во Македонија има многу такви народни носии, не само од македонците, туку и од малцинствата и од другите, од албанци, од турци, од роми, од бошњаци, од срби. Имаме многу измешано, од власи, кои што секој си е уникатен на свој начин. Меѓутоа, тие народни носи не може да се сретне на друго место никаде во светот, бидејќи се обележи само за тоа место. Затоа во Македонија и македонските народни носи, како централно место на Балканот, можам да кажам не само јас, туку сите луѓе што се бават со фолклор, и не само од Македонија, туку и од другите балкански земји, дека македонската носи е една од најбогатите и најтешките носи за изработка. Најголеми купувачи или потрошувачи на нашиве производи се нашите македонци во странство, односно иселениците, потоа се странците, диаспората, туристите и исто така се фолклорните ансамбли или луѓе кои што се во Македонија, а сакаат да си имаат носи од својот крај. Дека модата станува се побрза, тие им пркосот на трендовите и ја чуваат и афирмираат македонската народна носија, што е дел од идентитетот на нашиот народ.